Мнозинството од денешните деца многу порано добиваат пристап до мобилни уреди, а родителите често се прашуваат кога да им купат смартфон или таблет. Се уште е рано да се каже како електронските уреди влијаат врз развојот на децата на долг рок, но веќе се спроведуваат истражувања и експертите дошле до некои заклучоци кои ќе им помогнат на родителите при одлучувањето кога да им купат на децата вакви уреди. Експертите советуваат родителите да се држат до правилото 1:4, односно за секои 4 години на детето да му додавате по 1 час кон времето во кое му е дозволено да стои пред екранот. Ако детето е од 2 до 5 години, пред екран дозволено е да поминува 1 час во денот. Ако е од 6 до 9 години, дозволени се 2 часа, а доколку детето е на возраст од 10 години и нагоре, се препорачуваат 3 часа. Во странските држави педијатрите не препорачуваат децата под 2 годишна возраст да стојат пред екраните, бидејќи мозокот се развива подобро при комуникација со луѓе и неструктурирани игри. За родителите најлесно да одлучат кога е вистинското време да купат смартфон на своето дете, треба самите да проценат дали има потреба од таков уред, бидејќи секое дете е уникатно и различно. Доколку родителот одлучи дека детето е подготвено да поседува паметен телефон, треба постојано да разговараат со нив на темата и треба да го наблюдуваат онлайн однесувањето, за да бидат сигурни дека во него нема ништо лошо. Родителите треба да ги научат децата што да споделуваат и со кого е безбедно да комуницираат на интернет, да не се плашат да кажат доколку некој возрастен ги малтретира. Според статистиката, децата почнуваат да влегуваат на интернет уште на 3 годишна возраст, меѓу 6 и 9 годишна возраст веќе може да имаат свој таблет, но да го користат по надзор на родителот.